погледнеме примерите, ние всушност тргнавме од македонскиот превод, да видиме таму како е, односно, бидејќи во македонскиот граматикализирана е таа информација, определеноста, или со членска морфема, или со показна заменка, не секогаш функционално, но најчесто едно спрема друго, особено кај Т коренот. Тргнавме тоа што е преведено со член, како во рускиот е искажано. Тргнавме, се разбира, неминовно во руски контекстот, да не го погрешам само акцентот, Падучева, едно да ми потврди, сега викам поинаку, Падучева, која всушност ги дели во три поголеми групи, тргнувајќи од незината теорија за егоцентриците. Таа вели првото лице е тоа што одлучува. И не само за ова, туку и за многу други работи. Излезе минатата година, мислам, таа незина книга за егоцентриците, каде што тргнува од тој аспект. Се што ние го прикажуваме како определено, и не само определено, е затоа што ние така решаваме тоа да го определиме, односно да го прикажеме. Независно дали вистински соговорникот тоа го знае или не го знае, па таа вели дека определените именски групи може да бидат поврзани со лично име, жена Цезарија, Сократ филозоф, или пак се работи за некаков актуализатор, па примерите од типот ту книгу которија ти мне дал, ја уже прочел, акцентот се разбира не е на своето место, но тоа нема да ми забележите, бидејќи постои една единствена книга, вели, што си ми дал, затоа актуализатор ги нарекува, или ја прочел ету книгу, со теиксис покажува конкретната книга, како и оние примери што кај Минова се нарекуваат ситуацијски определени, а кај Падучева се искажани преку примерот Сабакон взјал в сабои, односно во која се предполага дека определената именска група е единствениот таков објект што се јавува во видното поле или е единствениот познат во ситуацијата во кој се наоѓаат и говорителот и соговорникот. Потоа во втората група ги ставани слабо определени именски групи, за нив вели дека тие се оние што во смисла на егоцентрикот се познати за него, но не се познати за соговорникот, или ги прикажуваме како непознати за соговорникот. Во рускиот вели тие се со адин или определени, во македонскиот повторно со така наречената субјективна определеност со еден, и третата се разбира се оние именски групи неопределени за говорителот. Некој некаков и така натаму. Во Капетановата ќерка имаме примери од типот на беа построени во фронт. Не знам како се построени во фронт, ама тоа е буквално веројатно така преведено, така и на руски. Они строени били во фронт. Пред нив стоеше командантот, бодар и висок старец со шапка и во домашна облека од кинески шајак, преди стајал командант и оди понатаму. Во сите случаи каде што имаме единствен објект во видното поле, тој е единствениот командант таму. Во македонскиот експонент тој ќе биде членска морфема со Т корен, во рускиот нема да има никаков маркер. Просто контекстот ќе ни покаже за што станува збор. Тој е единствениот командант во видното поле на нараторот. Најчесто во јазиците што немаат членска морфема, показната заменка е таа со која се искажува определеноста, па да речеме во Бакшисаревски фонтан имате од тој миг, или во рускиот оригинал и се тих пор. Во поголем број случаи, каде што имаме показна заменка, таа се преведува со соодветната форма во македонскиот јазик, значи неутрално со Т. Таа книга секогаш силно го влијаеше, таа книга. Тие разбойници, ти вори и така натаму, но понекогаш она што претходно професорот Пандев го спомена со В корен. Примерите што тој ги кажа секаде што има известна иронија, овде имаме неколку примери каде што контекстот покажува дека се работи за нешто што е блиско. Вистински блиско, има проксималност. Блиско е до говорителот. Примерите од типот во овие престрелки, тоа не мора да е физички блиско, може да е анафорски кога упатува, тоа да е блиско во рамките на текстот, во рамките на натрешнојазичната референција. Во овие престрелки има претходен контекст каде што се зборува за престрелката. Во овие престрелки надмоćноста обично беше на страната на ситите и пијани злосторници, ве тих престрелках. Го молам Бог ова писмо на секој начин да дојде до вас. Во рускиот е со ето писмо.
Многу ретко заменката е преведена со членска морфема, откако го прочитав писмото. Гледате, сега имате членска морфема во иста ситуација. Во рускиот прочитав ета писмо. Однеси ги сабјиве визба, однеси ети шпаги е таму. Та наспрема сабјиве со ова корен. Всушност има неколку Василиса Егоровна не прими просто и милно, а со мене се држеше како да бевме со години познати. Инвалидот и Палашка ја поставуваа масата, зошто ли токму денес мојот Иван Кузмич се нафатил со толку учење, рече жената на командантот. Командантша е во рускиот превод, упатува просто на името на Василиса Егоровна. Во сите овие случаи, да скратам во интерес на времето, таму каде што Ефремова и Белкова или во други 3 статии една дисертација, всушност во рускиот, каде што се прават тие паралели со францускиот најчесто, велат дека во рускиот функцијата на експонентот на определеноста мора да ја игра показната заменка, познато, контекстот, од аспект на тематско-рематската структура на реченицата, збороредот. И тие наведуваат пример. Ако во јазиците без член имаме позиција која е финална во реченицата, а наддал жене подарок, каде е акцентот? Подарок. Тогаш тоа ќе биде потретираат како неопределено. Но ако е не финална позиција определена, дал подарок жене, реченичниот акцент и така натаму, всушност сите примери што се наведуваат како начини за искажување на определеноста, а тоа не се показните заменки во рускиот се контекстуално определени.